Денес има еден од удар валда, погинате, го однесува, еден повреден го однесува. И има едно 5-6 сега одејке, барајки чижми. Третиот ден првпат излегувам да барам чижми, немам. И по патот идејке се пожалија 10 души на тешки болести. Немаат лекови, се е однесено. Бараат помош, нема од никаде. Бевме до сред село, таму има све, по куќи нема ништо. Значи, од сред село има све, по куќи нема ништо. Војска има, помош има, по куќи нема ништо. Доаѓаат, си заминуваат. Видат дека е тешко и си заминуваат. Така да, организацијата е нула. Нула. А ние трети ден и дење и ноќе не сме ставиле око на себе, пошто и ноќе се работи, ден се работи и све стои. Има и помош од наши луѓе, али не вреди, многу е. Имате ли моментално струја во Не, струја не сме ни да има, затоа што све е под вода во се уште. Се уште не се изчистени подводите, по патот не се поминува. Имате и вие штета во вашиот дом? Како Све. Штетата е 1 метро во спратот, приземјето, подрумите све, значи нема ништо од првиот спрат. Вториот спрат нема, се е у реду. Првиот спрат нема ништо. Све е однесено, све е фрлено, све е скапано. И лишта не. Четврти ден носам тие лишта што ги имам од тогаш. Значи нема ни помош, нема ни јалишта, само вода. Фала Богу. Што ви е најпотребно моментално за да... Све освен вода. Вода има колку сакаш. Друго нема ништо. Лекови немаме, се е однесено. Не можеме да купиме, пари се однесени. Значи, водата е нагло дојдена, што немаше шанса, ние едва се спасивме. Со 2 деца близначиња сум ги носел, вака сум ги носел низ водата до овде. Значи, тоа одеднаш дојде, значи тоа е едино спасот. Тоа би беше следното прашање, дали одеднаш дојде водата или полека се... Одеднаш. Да беше полека, ќе се снајдеме. Ќе избегаме на време. Одеднаш дојде. Кога отвориме, кога видиме вода тече внатре, помалку кога отвори врата, кога бурна вода до овде. Едва излегуваме, значи 2 деца ги држам во раце, близачиња, и имаше еден помош ми помогна и со едната рака за ограда, со другата рака детето, да ги качиме горе. Значи тоа беше, фала Богу, тоа беше спасот. Другото, рековме све нека оди. Нема. И све отиде. Да ви кажам, сум го гледал ова само на телевизија. Порано. Не сум помислил дека може вакво нешто се случи. Еве докаде беше нивото на водата. Значи дојде од таа страна, помалиот дел од оваа страна ми го поправи првим подрумот. Од таму кога дојде големиот бран, комплет целиот спрат и верувајте приколкава влечна што ми е, стоеше тук. Комшијата утре дента ми вика, имаш ли приколка? Викам, имав, сега не знам. Мислам дека ја нема веќе, вика, па кај мене е. Значи све што имав, однеса. Од подрумов, во моментот гледав само некои работи излегуваат и сопругата ми вика, вика, од озгора носат шишиња едно, викам, не, викам од озгора, од нашиот подрум излегува. И кога погледнав од тераса, наистина тука излегува и носи на така. Тоа е. Тињата пола е од внатре од собите. Подрумот уште не сум го чепнал, само водата ја испумпав вчера. Гаражата и шупата позади пола ми се изчистени, колите ми се двете поплавени. Кај мене зборувам. Комшиите се во иста ситуација. Улицава ни е страотно лоша, не можеме да се движиме буквално. Гледате од кај поминуваме преку дворови. Ни треба механизација. Значи механизацијата први да ги очисти улиците за да можеме да функционираме, да се движиме, да чистиме. Ова треба се да се изнесе. Значи навистина ни треба на прво место механизација. Вчера дојдоа, поминаа некои кој што зема, кој што мораме да одиме, да речем до сред село по вода. Водата се носи по куќи, во ваква ситуација. Што велат комшиите, дали да чистиме, дали да се справуваме со ова, да
Без струја сме. Се што имаме од фриждер отиде у аут. Дали да идеме да чистиме, да се средуваме или да идеме по вода или по јадење. Водата кога дојде од таму удри прво оде у вратава. Ми беме внатре. Ја, жена ми и син ми. И мисли сме ќе е мала вода. Изнесоме теписониве, туриме пред вратава тука и ја држиме вратава. И одеднаш по втор пат кога дојде појако, не турна нас навака и почна да се пуни одеднаш. Одеднаш тој може да било за пола сат се напуни овој се. По втор пат кога дојде. Немаше што да земеме. Бемо катастрофално исплашени. И бегаме горе на спрат. Среќа што имаме па кај да се качиме. Значи останаме живи. Другото гледате, тоа е значи 100% све уништено. Нема ништо. Стварите веќе надвор. Подрумот, ако може ќе ударите на сликата, ама и нема и потреба. Значи еве така е било вода. И сега никој од држава не се сети вчера да рече чекаве да пројдеме да направиме една контрола да видиме луѓето како дали има жив некој. Ово се плаќа да се надокнадува, ако не се надокнадува нема ништо. Значи да види луѓето како е ситуацијава, што е. Од кај дошол тој бран, како, што, има ли преживење, треба да се помогне. На улица да прати едно камионче помало, шлепер дошол на сред село, некој со колички трупа помош си зима и си носи дома остава. А да разнеси по улица, секој нека земе по едно шише вода, некој 10 члена, 2 шишиња вода. Што ќе прави 2 шишиња? Како ќе се живее, вака не знам. Не знам, све е уништено. Еве ствариве надвор, фрижидери, машини, бољери, све е уништено на чисто. 100% е уништено све. Еве, слободно може да погледате. Има 2-3 месеца како е купен нов. Еве го овој. Машина исто за перење не е... Сними го подрумот. 2-3 пати не е користен, него стои уште му шамата дозгора. Ново све. Шпорети, фрижидери за длабоко. Што да ти кажем, нема. Еве колата, само погледате колата каква. Тоа било талог до овде, еве, се познаа кола. Господ имал што спасиме глава. Што сме живи и здрави. Другото нема ништо. Значи, бараме сега подхитно да пројде од општината, да изврши некоја проценка и да се пушти некоја машина да го чистиме овој кал, да може да функционираме. Овој нека стои тука, може со месец овој ќе стои, али да може да функционираме, да отидеме до продавница, значи да си помогнеме еден на друг. Ако нема други барми што сме ние тука, да се очисти овој, да може да функционираме по улицата. Друго помош, кога ќе има, што ќе има, тоа е друга приказна. Дали ќе има, тоа не, али еве како не може да функционираме. Надлежните не се сеќава на нас да дојде да не посети да видат овие луѓе што прават, како се, никој нема дојдено еве од градоначалник да дојде у местна заедница, градоначалник на Скопје. Не знам што да кажам, све е катастрофа, све е уништено. Како ќе продолжиме со живот, не знам. Па денеска по сабале не сме слушнале. Вчера рекоа тројца починале од срцен удар. Вчера. А од денеска еве чистиме, не сме слушнале нешто. Нема информација од нигде не може да добиеме. Струја немаме, телевизија немаме, телефони све поплавено, нема ништо, не може никаква информација да добиеме. Што слушаме овако преку луѓето, 20 имало загинени. Жени, деца, има жртви. Преку 30 има непронајдени уште. Тоа е катастрофа. Овој море да се отворило негде, море да се отворило, па нема да има толку вода. Чудна работа. Дали е од аутопат, некој вика од езерото, од Смилковци. Никој не знае од каде е што е. Тоа е катастрофално, као да се отвори на еднаш небо, као да се отвори и да падне од еден пуда таа вода. Чудна работа. Ова има луѓе што ги сретењам тука по 95 години, вика за овој век, овој вика прво се десило. Не знам што да ти кажам. Катастрофа е. Еве сами гледате, значи прво бараме да ни се помогне баѓер и ово да се очисти калта. Па после проценки тие други обештетувања, тоа е друга приказна. Не може да функционираме, све е кал, гледате сами. А сега еве подрумот не е ни чистен од кал. Кај да го носам калот? Да го турам на улица, не може да заминеме после на улица. Да го турам овде нема каде. Значи мора прво што треба да се направи. Треба едно баѓерче од општинава, камионче едно помало да може да улази овие улици, голем камион не може да влегува овде. Помало некое возило да се чисти овој калот, да може да почнеме да функционираме нормално. Овој може да стои цела недела, да нека стои, не смета. Ама тука улицата мора со кола да појде, еве, не дај Боже. Ми се случи треба да влезе кола. Значи тоа прво треба да го направиме.